Драги присутни, срдечно ве поздравуваме. И ви посакуваме добри дојде на серијата предавање на тема Дали вреди да се биде добар. И воедно ги поздравуваме сите оние кои не следат на официјалната интернет страна на www.sdakaladrci.com. На синокешното предавање беше разработена темата од каде злото и неговото потекло. И нашиот почитуван предавач и дипломиран теолог, господинот Дехран Хајдар, во своето предавање продре до самите корени на злото. Она исто зло кое неуморно го ицрпува и труе нашето постоење и битиствување во ова наша планета Земја. Оваа вечер следи втората тема која гласи злошто страдања, болести и смрт. Всушност ќе го следиме патот на големата борба меѓу доброто и злото. Но пред да ја слушнеме вечерашнава тема, предлагам да слушнеме една музичка изведба од страна на 7 прекрасни дами. Повелете. Голема ми е чест да можам заедно со вас и ова време да го поминам заедно, да продолжиме таму каде што вчера застанавме, да го проследиме, како што беше најавено, патот на големата борба помеѓу доброто и злото. Сакам посебно да ги поздравам оние кои што по прв пат се вечерва на ова место, како и оние кои што и вчера и денеска одвоија време да бидат заедно со нас. Но дозволете ми на самиот почеток, пред да влеземе во самата суштина на ова вечерашно проучување, да поделам со вас едно прашање што беше поставено од некои од вас, кои што побарале да ја одговори.
Нашите водители вчера рекоа дека секој од вас што има прашање може да го постави, да го предаде кај нашите редари, за да можеме следната вечер, следниот ден да можеме на него да одговориме. Така да е наш пријател ни достави едно прашање. Сметам дека многу важно прашање ни постави и корисно е да го прочитам и да се потрудиме на основа на Библијата да одговориме на тоа прашање. Овој пријател го постави следното прашање. Дали има определено време за покаяние? Дали Бог одредил едно време кога треба луѓето да се покајат? Ја би сакал на ова поставено прашање од страна на нашиот пријател да одговорам служејќи се со Светото писмо, Библијата. Сметам дека еден текст што сакам сега да го прочитам на најдобар можен начин одговара на прашањето што е поставено. Тој текст го наоѓаме во Новиот Завет, во книгата Дела на апостолите, во 17 глава, 30 текст. Многу важно прашање за секој од нас. А еве што пишува тука во Делата на апостолите 17 глава. Не гледајќи Бог на времето на незнаење, сега заповеда на сите луѓе на секаде да се покајат. Краток библиски текст, а одговара на ова прашање. Бог не гледа на она време, кога не сме знаеле за него, кога не сме знаеле за овие работи, немавме доволно информации за сето тоа. Сме живееле како што сме живееле. Меѓутоа, сега, кога ова ни е познато, Бог вели сега, кога работите ни се јасни, ни заповеда. И тоа не само на нас, на сите луѓе. И тоа не само тука, на секој место, но нас ни интересира и ние, нас, што живееме тука, да се покајаме. На прашањето кога, одговорот е сега. Зошто? Затоа што животот не е во наша власт. Не знаеме ние до кога ќе живееме. Затоа Светото писмо вели денес како го слушаш неговиот глас, вели отвори го своето срце за Господа. Еве тоа е еден краток одговор на прашањето што е поставено, а верувам дека и темата што вечерва ќе проучиме на ова место ќе ни помогне уште подобро да разбереме дека овој текст што го прочитавме во Дела 17 глава е многу важен. И затоа би сакал заедно со вас да преминеме на темата која што нашите водители ќе најавиле. Еве само значи да ја вклучиме и така со слика верувам дека ќе ни биде уште појасно. Насловот на вечерашното проучување гласи зошто страдања, болести и смрт. Враќајќи се од месечината на својот пат назад до земјата, астронаутите имале можност да кружат околу нашата земја. Сето она што имале прилика тие да го видат однадвор, ги пленало нивните срца. Биле восхитувани од она што имале прилика да го видат. А овака изгледа нашата планета Земја кога се гледа од надвор. Астронаутите велат дека нашата планета е еден прекрасен, сјаен, бесценен син, камен со една величествена убавина. И навистина, кога имаме прилика такво нешто да видиме, верувам дека погледот ни застанува и нешто тука топло ни е во срцето. Да, нашата планета е една прекрасна, убава планета, која ќе се гледа однадвор. Меѓутоа, штом астронаутите влегне внатре, во атмосферата, и се спуштили на земјата, се соочиле со секојдневните работи што се случуваат на ова наша планета. А што се случува на ова наша планета? На што сме ние сведоци секој ден? Што ние имаме прилика да гледаме? Што на телевизија, што на радио да слушаме, што во новините, ами со своји очи да гледаме? На што сме ние денеска сведоци? Има ли зло? Има ли страдања? Има ли несреќи? Има ли проблеми? Има. Грижи, секирации. Сето тоа е присутно на нашата планета.
Да, болестите, неволите, страдањата се наше секојдневни. Со тоа ние секој ден едноставно се соочуваме. И сега астронаутите, кои ги спојни овие две работи, нашата убава планета од надвор, а и нашата реалност од внатре, си поставиле едно многу логично прашање. А тоа прашање логично што го поставиле било следното. На кој начин ова наша плава планета, нели така, постанала денеска едноставно место каде што сите овие работи што ги гледаме тука на сликата се присутни во неја? Зошто проблеми? Зошто страдање? Зошто плач? Зошто солзи? Зошто сиромаштија? Зошто такви погреби денеска? Зошто? И верувам дека ова прашање што го поставиле астронаутите, не ги засега само астронаутите, него и кого уште. И нас денеска. Зошто? Па каде ние живееме денеска? На ова иста едноставно планета. И нас ова не погаѓа. Може би ние вечера што седиме тука на ова место се соочуваме и се соочивме, а може би ќе се соочиме со дел од овие работи што ги спомнавме тука. Но тоа е наше секојдневие. И затоа логичното прашање е како сето тоа настанало? Што се случило? Каква е генезата на злото? Ние вчера го видовме дека тој е вселенски проблем. Уште горе во небото, Луцифер, оној омилен ангел, стана против Господа. Собрал свои истомисленици и подигнал бунт. И се случи првата војна горе во небото. И од тогаш се појавил гревот и сите последици на гревот. Но нас вечерва ни интересира како тој грев постанал наше секојдневие. Како ние денеска сме вовлечени во таа голема борба помеѓу доброто и злото. Зошто денеска да има и зло? Ја би сакал да има само добро. Верувам и вие. Верувам кога би било само добро, нема да биде потреба да се постои прашањето вреди да се биде добро. Не, ама има и зло. И затоа ние вечерва сакаме да одговориме на ова прашање. Но за да одговориме на ова прашање, ќе се послужиме вечерва со оваа драга книга, Библија или Свето писмо. И ќе се вратиме скроз на почетокот на историјата на нашата планета. Како Бог го создал животот во неја. И што Бог создал, и како планетата изгледаше, и како нашата планета, нажалост, беше вовлечена во злото. Но најважно прашање вечерва ќе видиме има ли излез од тоа зло? Има ли начин, решение? Дали нешто Бог понуди за да тоа зло, тоа страдање со кое се соочуваме секојдневно биде наше минато? Еве од самиот почеток сакаме еден текст да прочитам што вие го имате тука на самиот почеток во сликата. Во прва книга Мојсеева, прва глава, први стих или се вели Битие, друго име за оваа книга, еве како почна Библијата. Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Уште кога прв пат почнам да ја читам оваа драга книга, а поминало веќе 20 години, во своите 17-18 години почнав да ја читам оваа драга книга и толку ми е драго што ја запознав и многу работи научив од неа. Ми интересираше како Бог го создал светот. За колку време го создал светот? За колку дена го создал? Како тоа го создал? Ви интересира ли вас ова прашање? Верувам. И затоа положение ќе се потрудиме да прочитаме неколку текста, да видиме како Бог тоа го создал. Многу убави извешти имаме на самиот почеток во Библијата во прва книга Мојсеева. Еве ќе одиме од самиот почеток. Извештајот во Библијата вели дека Бог нашиот свет го создал за 6 дена. За 6 дена Бог го создал нашиот свет. И ево положение ќе споменеме секој ден како Бог создал. Во првиот ден Бог ја создал светлината, светлоста. Како е животот кога нема светлост? Како би изгледал? Не би имал услови за живот. Бог создал во првиот ден светлост. Разделил темнината и создал услови за живот. Тоа е првиот ден на создавањето кога Бог ја создал светлината. Во вториот ден на создавањето
Бог раздвил две работи. На едно место водата, а на друго место копното. Така да на едно место имавме вода, а на друго место имавме копно. Еве, неколку слики кои што ни кажуваат за ова што Библијата сведочи на своите страници. Да, на едно место копно, на друго место вода. Без вода може денеска да живееме? Сигурно не. Светлината, водата, тоа се многу важни работи. Понатаму, третиот ден, Бог почнал сега тоа копно, што го одел од водата, да создава живот во него. Го создал растителниот свет. Како би изгледала нашата планета денеска без растителен свет? На што би заличала? На пустиња? Така. А се живели во пустиња. Пријатно да се живее таму? Не. Бог создал растителен свет. И еве извештајот тука во прва книга Мојсеева ни зборува за таму. Значи растенија создал и создал значи и храна. Може би Бејле ќе направам да ги покажам овие слики, може би некој му се пријаде такви убави слики, може апетитот вака киселина онака ќе почне да. А верувам, али убави се слики вака за гледање и атмосферата е многу попријатна, а и другата слика е убава така. Бог тоа го создал во третиот ден и убаво е. Кога ќе погледнеме, а уште подолго ќе почнеме да окусиме, нели така? И многу е пријатно. Видите, Бог не го создал човекот во првиот ден. Добро ли направил? Добро е. Па земјата, вели, извештат во Библијата била без обличи и пуста. Замислите кога би го создал човекот првиот ден. Каде би живеел? Кои услови би ги имал? Никакви би имал услови за живот. Бог го создал прво услови за живот. Светлина, вода, копно, растителен свет и навистина, љубава слика, прекрасна слика, цвеќе. Вчера кажавме, кога ќе одиме во парк и некој убав уреден, ни си идели дома? Не, зошто? Навистина многу убаво. Пријатна слика е. Бог се тоа го создал во третиот ден. Понатаму, четвртиот ден, Бог го создал сонцето. Бог ја создал месечината. Бог ги создал звездите. Извештајот вели да разделува денот од ноќта. И навистина, многу прекрасно. Бог, значи тој простор небесен му ставил, значи небесни тела и така го обликувал. И навистина е прекрасно кога е време убаво навечер, па ќе излеземе, па погледот ќе го подигнеме горе и ќе видиме прекрасни звезди. Тоа Бог го создал во четвртиот ден. Во петиот ден, извештајот ни кажува дека Бог ги создал птиците горе во воздухот, во небото, а исто така ги создал и рибите и морските животни во водата. Многу интелигентно Бог создал. Прво создал простор, копно, вода, нели така, воздушен простор, а потоа тие простори ги што? Ги населувал. Така да Бог многу интелигентно создал. Ги создал птиците Бог во петиот ден, а исто така и рибите и морските животни во петиот ден. А во шестиот ден, многу важна работа. Во шестиот ден Бог создал најнапред животните, после тоа го создал и човекот. Ние сме создадени во шестиот ден. Да, животните, а потоа и човекот. Најнапред го создал Адама, или од земја. Адам значи од земја земен, а потоа од неговото ребро беше создадена и Ева. Адам и Ева, првата брачна двојка, првиот брачен пар, биле создадени во шестиот ден на создавањето. И први и последниот текст во прва книга Мојсеева, прва глава, дава резиме или заклучок на тоа како Бог создал кога погледнал на се она што создал. И еве што кажува библискиот текст. Тогаш погледна Бог се што беше создаде и беше многу, многу, многу убаво. Бог создал многу, многу убаво. И извештаите во втора глава продолжуваат и ни кажуваат дека како знак на сеќавање на тој шестодневен, значи период од стварање, Бог го оделил седмиот ден за одмор. Така вели библискиот текст. Еве што вели. Тогаш ги сврши Бог до седмиот ден своите дела што ги создаде и си почина во седмиот ден од сите своји дела што ги создаде. И го благослови Бог седмиот ден и го посвети, зашто во тој ден почина од сите дела што ги создаде. Еве, ова извештај од создавање. 6 дена создавал, седмиот ден Бог се одмарал.
и тоа ни го оставил на нас. Тоа е циклус животен, како може би ние да бидеме навистина радосни и среќни. Но што се случува понатаму? Ова е само еден мал увод да кажам во она како злото сега почнало да навлезе и во нашата планета. Што се случува понатаму? Ја би сакал сликите, значи што ќе следи и текстот што е запишан тука да ни даде одговор. Во прва книга Мојсеева, 2 глава, 8-9 стих, ни се кажува што Бог направил со Адам и Ева, што ги создал. Каде ги стави и што очекува од нив. И еве сакам да ги прочитам тие текстови. Значи, прва книга Мојсеева, 2 глава, 8-9 стих. Еве таму што пишува. И Господ Бог насади градина на исток, во Еден, и таму го смести човекот кој што го создаде. Во какви услови го остави Бог човекот да живее? Многу прекрасни услови. Немаше загадена вода, немаше загаден воздух, се беше убаво, прекрасно совршено. И вели извештај тогаш Бог направи од земјата изликна секое дрво, и убав за поглед, и добро за храна, и дрво на живот, среде градината, и дрвото за познавање на доброто и злото. Бог сето тоа едноставно го создаде и во следните неколку текста ни се кажува што Господ понатаму направи. И еве баш би сакал да ги прочитам и следните текстови, затоа што тие ни поведуваат во самата суштина на што вечерва ни е предмет за проучување. Прва Мојсеева, 2 глава, 15 до 17. Еве што пишува таму. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Еденската градина, за да ја обработува и да ја чува. Првиот човек бил земјоделец, нели така? Беше Божи план да биде земјоделец, да обработува земјата и да се храни од земјата. И навистина има радост човекот кога тоа го работи. Може би некој го има тоа занимање меѓу вас и верувам дека има радост во тоа. Но што следи понатаму многу важно. Господ Бог му заповеде на човекот, велејќи му: јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Али може би некој меѓу вас си поставува прашање: зошто Бог му дал такво едно предупредување на човекот? Зошто? Нели Бог се совршено создал? Нашата планета видовме за 6 дена како е создал. Условите за живот видовме. Самиот човек беше совршен. Немаше ни склонност кон грех. Зошто Бог го предупредил? Дали сега вчерашното проучување, ние што бевме вчера присутни, кога ќе го навратиме сега и ќе го споиме со ова, полека работите ни постануваат јасни. Јавол, кога погрешил и кога создал своји истомисленици, и кога завршила таа војна горе во небесниот престол, кога Бог победил во таа војна и беше исфрлен од небесниот престол, дали тој се помирил со својата ситуација? Не. Извештаите кажуваат дека тој сака сега да им наштети на Божите создание. А нашата планета Земја, баш во тие моменти излегла од Божите раце. Jer Bog, нашиот Бог е создател, тој создава. Нашиот свет не е единствен кој што постои. Постојат и множество други светови. Бог создава. И во тоа време и нашиот свет излезе од Божите раце. Планот на ѓаволот беше да завладее со ова планета, да завладее со првите луѓе, да ги наведе на грех, да ги наведе на непослушност према Господа, да ги наведе и нив како што ги навел оние ангели, што ги излажа, дека ќе им понуди подобар свет, убави услови за живот. А ние вчера видовме во какви услови за живот ние живееме. И затоа сега, не можејќи да му се освети директно на Господа, отишол да им се освети на неговите деца. Не знам како вие се чувствувате, ако може би некој од вас има непријател, па не може на вас едноставно па се осветува на вашите деца. Колку тоа вас многу ве боли. Да, тоа е ваше дете. И некој ако го дира вашето дете, како вие се чувствувате? И решил ѓаволот да едноставно својот страхотен план, своите страшни искушенија, со нив заедно да ги наведе првиот брачен пар на грех. И затоа Бог рекол: внимавајте, пазете, има непријател. Еве сакам да ви прочитам еден духовен писател како се тоа убаво го опишува, какви предупредувања им биле кажани на нашите прародители
а после ќе видиме како тие постапи. Еве што вели Духовен писател. На небесниот совет било одлучено ангелите да ја посетат Едемската градина и да ги предупредат дека им се заканува опасност од непријателот. Двајца ангели побрзале на својот пат да ги посетат нашите прародители. Им кажале дека Бог не ги присилува да им бидат послушни. Не ускратува нивната можност да действува спротивно на неговата волја. Тие се морални суштества, Адам и Ева. Слободни да избират и да слушаат кого сакаат. Но исто така им кажале дека ѓаволот решил да нанесе зло, дека е неопходно да внимаваат, бидејќи може да дојдат во допир со паднатиот непријател. Но сето дека се послушни на Божите заповеди, тој не може да им нанесе зло. Но затоа треба да пазат, да внимават. И слушайте што Адам и Ева им одговориле. Адам и Ева ги увериле ангелите дека никогаш нема да ја престапат јасната Божја заповед и дека своето најголемо задоволство го наоѓаат исполнувајќи го Божјиот закон. Да. И како резултат на тоа, заедно со тие ангели почнале да пеат. Таа песна дошла и до ушите на самиот непријател, верува Духовен писател. И тоа повеќе го разнеби. И веднаш пристапил кон своите искушенија. Да. И еве од овој момент, кога тие биле предупредени, кога знаеа и кога дефинитивно донеле одлука дека нема да прегазат Божја заповед, непријателот дојде тука меѓу нив. Најнапред до Ева, и тоа не лично, не отворено, како за тој и денеска тоа го прави, сокриено, и тука почнал едноставно да го спроведува својот страшен план. Ја би сакал да ги прочитам текстовите што се запишани по прва Мојсеева, значи 3 глава, 1 до 6. Еве што вели текстот. Змијата беше полукава од сите полски животни, што ги создаде Господ Бог. И таа и рече на жената: вистина ли Бог ви рекол дека не смеете да јадете од ниту едно дрво во градината? А жената ја одговори на змијата: ние јадеме род од секој дрво во градината, само од плодот на дрвото што е среде градината. Бог рече: не јадете од него и не допирајте го, за да не умрете. А змијата и рече на жената: не, вие нема да умрете. Туку Бог знае дека во оној ден, кога ќе јадете од него, ќе ви се отварат очите и вие ќе бидете како Бога, разпознавајќи го доброто и злото. И жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и посакувано заради мудрост, скина од плодот и го изеде, па му даде на својот маж и тој изеде. Бог им предупреди, Бог им кажа, навреме им кажа, и тие ветри дека тоа нема да го направат. Меѓутоа, што се случило? Погреши. Својата волја едноставно така употребиле што го послушале гласот на кого? На непријателот. Многумина луѓе мене ми поставиле прашање: па зар Бог не може да ги спречи? Па зар Бог не може некако другаче да делува, да не дозволи тоа да се случи? Па Бог делува. И Бог кажал. Ние видовме и читавме. Не е проблемот до Бога, кој што тоа не го кажу, него проблемот беше до нашите прародители, нажалост како и до нас денеска што не слушаме. Да, Бог рекол немој. Меѓутоа видите, Бог не сака да создава роботи, не сака да создава суштества каде што тој ти управува со нивната слободна волја. На што тоа би изгледало? Замислете кога ние како луѓе би немале слободна волја. И за секој свој чекор, што ќе го направиме, да го прашаме Бога. Ама буквално, да излеземе до дворот на својата куќа, да влеземе во другата соба, да го вклучиме телевизорот. Како би изгледал тој живот? Како би изгледал? Тоа е живот на робот, ќе оставите на струја и ќе работи. И кога ги случи до таму, не работи, не функционира. Бог не сака да создава послушни роботи, послушни фигури, него тој создава морални суштества, кои што има слободна волја, кои што имат ум да размислуваат дали ќе прифатат нешто добро или зло. А кога Бог не би ги предупредил, кога Бог не би им кажал, тогаш да разберем дека Бог е направил све од своја страна. Меѓутоа Бог кажал.
Меѓутоа, не послушале. Колку пати ние денеска се наоѓаме во така ситуација? Бог кажува, ама јас мислам. Бог кажува едно, не мислам дека тоа не е добро што ми кажува, правам нешто друго. И кога тоа ќе направам, потоа ги сносувам и последиците на мојата одлука. И што се случува тука во Еденската градина? Дошол дјаволот во облик на змија. Никој што не го покажува своето лице. И секогаш кога нешто кажува, тој тоа го кажува со намера да предизвика сомнеш. Дошол кај јавот со зборовите: "Вистина ли е дека Бог ви кажал?" Што приметуваме во самите зборови? Сомнеш, и тоа голем сомнеш. А целта негова беше да ја вовлече во разговор. А што ми ја вовлече во разговор? Полесно му беше разговорот да го води во своја сакана цел, а негова сакана цел беше таа да не послуша она што Бог кажа. А таа беше, визија многу јасно беше што Бог ни кажал. Jer кој одговор Ева го даде на змијата? Кој одговор? Не вика ние јадеме од секој дрво, ама Бог ни кажал тој не. Дали таа точно знаела што може, што не? Чекајте, сите ние тука и по голема дел може да имаме своји деца, семејства. Сме били во ситуација да им кажеме на своите деца: "Немојте ова, немојте ова, внимавајте, ова направете го." Зошто? Зошто би го кажувал? И сакаме. Не затоа што ги мразиме. Затоа што знаеме што е последица кога тоа го направат. И Бог тука кога татко ни се обраќа. Меѓутоа не послушале. Ева кажала: "Ако јадеме ќе умреме." А што рече? Што рече ѓавол? Што рече ѓавол? Нема вие. Дозволете ми во положение да истакнам три лаги. Ѓавол посеал 3 лаги во положение и преку овие 3 лаги така ги поставил работите привлечни, што е навел Ева на греф. И ова да го кажам на самиот почеток. Многу важно, пред да ги анализираме овие 3 работи. Вчера видовме дека првиот греф во Вселената го направи ѓаволот. Но првиот греф на земјата го направи човекот. Рековме дека не е фер Бога да го кривиме за гревовите, за проблемите, затоа што ѓаволот од почетокот погреши. Но од друга страна, ѓавол не може тебе и мене со сила да не тера да направиме греф. Тој може да предложи, тој може да наведе, тој може да укаже. Меѓутоа, гревот не завршен чин го прави човек. Да. Ние слушаме гласови: "Направи го тоа, оди таму." Меѓутоа, одлуката која да несува? Човек. И еве ќе видиме сега што и сугерирал преку овие 3 лаги. Ама Ева го направила тој судбоносен чекор. Првата лага, кој ѓавол ќе посеал, да рече што? Вие нема да умрете. Имам едно наградно прашање за вас. Каде се наоѓа гробот на Ева? Жива ли Ева денеска? Дали е жива Ева денеска? Ако е жива, каде? Не е жива, нели? Каде ни излети гроб? Не го знаеме. Па чекайте, Бог кажал ти умрете. А ѓавол рече што? Нема да умрете. Кој бил во право? Бог бил во право. Ова е првата лага запишана на страниците на Светото писмо. Да. Со други зборови, еден духовен писател ќе каже дека ѓаволот на Ева ги спомна следните зборови. Што се плашиш? Зошто си така скочанета? Зошто така се однесуваш? Не се грижи, ти нема да умреш. Само кога? Кога мене ќе ме послушаш. Ако мене ме послушаш, нема да умреш, ти ќе живееш. Со други зборови, ти криено. Тој се поставил како Бог и нудел живот. Нема да умреш, јас ќе ти дадам живот. Ти само мене слушај. Немој ти многу така забрани. Јас знам што тебе ти е потребно. Само ако ме послушаш, ти ќе бидеш безсмртна. И ветил нешто што само Бог може да даде. Да, ѓавол така работи. И денеска на многу луѓе им ветува. Колку и денеска се жртви на наркоманијата? Има ли тука наркоманија во Кавадарци? Има, каде ги нема? Што им ветува обично непријателот кога тие посегнуваат по тие дроги? Кај ти биде убаво, ова ќе се случи, она ќе се случи, со намер дека не те наведе, а потоа завистост.
a потоа се нема пари се купи тоа од кој што си зависен и потоа кражби и проблеми и неволји само ти наведува, а потоа ти управува со тебе. Нема да умреш, ке живееш и го гледаш млад во гроб. Тоа е првата лага што е посеял. Нели така? Значи првата работа, гревот нема да ви наштети. Не е тоа опасно. Така вели ѓаволот. Понатаму, втора работа. Извештајот вели, вашите очи ќе бидат отворени и вие ќе бидете што? Богови. Со други зборови, не само што гревот нема да ви наштети, него гревот ќе ви го што? Унапреди? Животот ќе ви го напреди. Да. Дури се служа со зборовите што запишани тука, вели, Бог знае, оној ден кога ќе јадете, ќе ви се отворат очите. Бог знае, па не ви дава. Тој крие нешто од вас. Која лага? На кој начин едноставно и пристапил само да ја натера на грев? Со други зборови, ѓаволот сака да ја стави во центарот. Таа да биде центар за себе. Ке бидеш Бог, замисли, ти ќе одредуваш на други луѓе како ќе живееш. Ти не мораш да полагаш рачуни на други луѓе. Ти едноставно ќе бидеш она на кога ќе се поклонуваат. Само кога? Ќе ме послушаш мене. Кога ќе слушаш што јас ќе ти кажам, тогаш ти ќе бидеш Бог. Втора лага. Значи, ако погрешиш, ако јадеш од тоа дрво, ти ќе влезеш во некои небесни сфери таму и ќе ти биде добро. Зло, катастрофа, лага, голема. Внимавај кога некој нешто ти нуди. Може би дело ефтино, но цената е голема. Внимавај. И трета работа. Вели, гревот ќе ви даде шанса да добиете се што ќе посакате. И тоа веднаш и сега. Тоа е трета лага што посеја. Значи, ѓаволот кај Ева, затоа што ќе биде Бог, ќе се отварат очите, ќе има прегледност на работите, ќе управува со животот, веднаш одма, не мора да чека. Чиста, чиста, чиста лага. Две работи сакам да издекам тука, многу важни, две работи, а потоа да одиме уште неколку важни работи да споменеме. Создател на секој задоволство, вели Библијата, пријатно, добро, е сам Бог. Бог е создател на нашите чувства, на нашите сетила и на секој добро задоволство. Бог во Библијата не е опишан само како Бог на законодавец, него и Бог создател. Тој ги создал сите убави задоволства. А ѓаволот ги зема тие задоволства и едноставно ги претвара во нешто што е лошо. Например, јадењето е пријатно задоволство што Бог го воспостави. А ѓаволот тоа јадење може да едноставно ги увиждени на луѓе. Или пиењето. Нели, на добри сокови, вода и слично е многу пријатно, но може едноставно ѓаволот тоа добро што е да го изопачи и од пиењето да направи пијани луѓе, пијанство, алкохол и зло. Љубовта е пријатно нешто што Бог ја создал, но ѓаволот ја злоупотребува и од тоа шири неморал. И така секој пријатно чувство и задоволство што Бог го создал, ѓаволот едноставно го изопачува. Тоа е прва работа, што сакаме да се поучиме од тоа што ние вече го проучуваме. И втора работа, Адам и Ева заборавиле дека понекогаш мораме да се откажеме од некој задоволство сега, за да после добиеме поголемо задоволство. Тоа во психологијата е познато под поимот задоволство кој што ќе добиеме подоцна. Или, како што велат, подоцнежно задоволство. Видите, децата, кога нешто ни барат веднаш да им даде. Тие не може да чекат, нема трпение, сега им никош другачи. Но карактеристиката на зрелите луѓе што е? Чекат. И оно што ќе добијат, ќе биде вистинско. Ѓаволот и предложи на Ева, јади од тоа, сега ќе ти биде многу добро. Бог рече, немој, внимавај, создржи се. Ја можам само да замислам како видел нашиот свет кога Ева не би погрешила. И кога никој другиот не би погрешил. Кога не би постигнале по тоа моментално задоволство. А на сите денеска ѓаволот на овој или оној начин предлага моментални, со знаци навода, задоволства. А тие задоволства имат своја голема цена. И како тата сите овие работи, вели извештот во Библијата, тие направиле грев, а гревот едноставно ги отргна таа едемска градина.
Не можеле веќе да живеат во присуство Божие, а да бидат грешни. Како што ѓаволот не можел веќе да биде околу Божиот престол, бил отеран од таму. Така Адам и Ева не можеле веќе да живеат близу Бога во Едемската градина, затоа што веќе направиле грех. Да, и на тој начин тие широко ја отвориле вратата на гревот. Дозволете ми понатаму да истакнеме неколку многу важни слики, настани, пред да кажеме што е тоа грев. Една многу важна работа. После Адам и Ева, кога направиле гревот тука не застава. Нивните деца се случило од најголемите трагедии во животот на Адам и Ева. Им се родиле двајца сина. Авел и Каин. Ситуацијата бие таква, пише во прва книга Мојсеева, 4 глава, братот губи својот брат. Тоа е една голема катастрофа што се случила во животот на Адам и Ева. Замислите го сега, таткото Адам и мајката Ева треба да го закопаат кого? Својот син. Ова е првиот смртен случај што е запишан на страниците на Светото писмо. Да, Адам и Ева треба да го погребат својот син. А кој го бил имиот син? Нивниот син. Катастрофа голема. Сега почнале Адам и Ева да гледат колку страшни последици има гревот што тие го направиле. Да, често пати злото што го правиме, гревот, не влие само на нас, него влие на кого? На нашите во семејството, па и пошироко. И не само ова, извежда дали за многу кратко време, земјата, во 6 глава, тоа се случило во 4 глава, со Каин и Авел, а 2 глави понатаму, во 6 глава, вели целата земја, а живееја многу луѓе на таа земја, тој прв сведок, ако може така да го наречам. Целиот беше заразен од грев, така да Бог морал да повика еден човек, кој што во целиот тој свет бил праведен заедно со своето семејство, Ное, со својата сопруга, и со своите 3 сина, Сим, Хам и Јафет, и нивните 3 жени, значи вкупно 8 луѓе, единствено биле верни, сите останати отвориле своја врата на грев. И го повикал него да им упати последен повик, за да можат да се спасат, да дојде Господа на време, додека не постана потоп на земјата. И на вистина тоа се случило. Извештаите кажуваат дека луѓето тогаш живееле многу повеќе, 120 години Ное проповедал. И знаете колку луѓе се го прифатиле тоа? Колку луѓе што мислите послушале тоа што Ное кажа? Ниту еден. Ниту еден не го со нив. Заедно тука. И Бог мора да наставно да го уништи тој свет. И знаете што беше тука парадокс? Животните послушале. Животните послушале. И 2 по 2. 2 по 2. Влегле нафле во барката. А луѓето, што прават луѓето? Приметувате? Гледате што кажува? Возможно ли ово? Гледат со своји очи, но и проповеда, им кажа што ќе се случи, а тие што? Си седат рам душ. Си велат, прави Ное тука некој циркус. Нема ништо тоа. Што тој таму едноставно повикал? Али пазите, ова слика, која ќе ја замениме со следната слика, каква е ситуација? Набрзо после тој настан што го видовме пред малку. Влезе Ное со своето семејство и Бог ќе затвори вратата. 120 години им дал време на милост. Му благодарам на пријателот што го постави прашањето кога Бог ни дал време за покаяние. Еве сега. Јер не знаеме кога нашето време ќе исчезне. Пазите, ние животот сметаме дека си тече вака. Ќе легнеме вечерва, нормално утре да станеме. Ќе легнеме утре вечер, нормално е следниот ден што? Да станеме повторно. Па ќе легнеме пак и си мислиме нормално е пак да станеме. Речи така. И до кога така? И до кога така? Додека не умрем, нели така? Ама знам луѓе пријатели кои што легле да спијат, ама не станале следниот ден. Знам такви луѓе. Знам ли пријател? Да, многу добро, млад, 30 некоја година. Да, во Германија живеел. Нешто родил да спиел, нешто тука, некоја болка домачела. Меѓутоа не може да ја пробуди својата жена. 2-3 сата. И додека жената се пробудила, додека видеште, додека се јавија, додека дојдоа, знаете се случи со него? Става се живот.
Да. Животот може толку брзо да не оде. Смртта чука едноставно на сечија врата. Еден библиски човек ќе каже, помеѓу нас и смртта, знаете колку чекор има? Само еден чекор. Еден погрешен чекор. Ништо повеќе. И тие не послушале. И Бог морал да го уништи тој пред потопен свет. Затоа што длабоко загазило гревот. Но што е тоа грев? Многу важно. Учиме за тоа зошто страдање, од каде е грев, но ајде тоа да го дефинираме малце, да знаеме што е. Еве неколку дефиниции. Библијата ни нуди најмалце 3 дефиниции за тоа. Гревот е беззаконие, живот без закон, анархија. Тоа ни го вели во 1 Јована 3:4. Живот без правила. Како ќе дојде па така? Тоа е грев, вели Библијата. Понатаму, гревот е равнодушност. Во Јаков 4:7 вели, кој знае да чини добро, а не прави добро, грев му е. Равнодушен. Равнодушноста е грев. Незаинтересираност, да се помогне. Трета дефиниција, во Римјаните 14 глава пишува, гревот е сомневање. Се што не е по вера, е грев. Не верувам, се сомневам. Тоа е грев. Една друга дефиниција кажува, гревот е погрешно усмерена љубов. Ајде тоа да го објасниме. Бог не создал најнапред него да го сакаме, него на прво место да го ставиме, а потоа нашите ближни. Затоа најголемите 2 заповеди во Библијата се љуби го Бога со цело свое срце, со своја душа, со своји мисли, со свое тело, со целата личност. Тоа е најголема заповед. Прва заповед, љуби го Бога на прво место, во центарот, а втората заповед е љуби го ближниот свој како самиот себе си. Така Бог не создал, така ние не да функционираме. А гревот ги променил работите. Знаете кого ние највеќе сакаме? Бога? Луѓето? Самите себе си. Ние тоа сме го кренали. Погрешно усмерихме љубовта. Место Бога на прво место, кој што ни дал живот, место ближните, па потоа ние на центарот сме се ставиле самите себе си. Да. И еве еден теолог каква дефиниција за гревот дава многу интересна и ми сакам да ја прочитам. Вели грев, грд и одвратен, најгрд и најодвратен збор. Феномен со колосално и разумно дејство. Извор на сите опишани и неопишани, познати и непознати зла, неволи, катастрофи и катаклизми. Причина за најстрашните грозоморни и за најцрните мракобесија, низ кои поминала и ќе помине нашата планета во последните денови. Најсилен експлозив и најотровен отров, кој разурнал милиони Нагасаки и Хирошими и отру милиарда луѓе. И поради гревот човекот пие и ќе пие бигор и жолчка. И поради него ќе исчезне и ќе замине во невера, како што се случувало тоа со многобројни цивилизации кои ја газеле незината почва. Ете тоа е гревот. Еден теолог ќе каже, гревот е обратен процес на создавањето. Бог, кога создал нашиот свет, од ништо создал нешто. Бог кажал нека има светлост, немаше светлост, настапила светлост. Бог кажал нека има сонце и настапило. Од ништо создал нешто. А гревот, од тоа што е нешто, претвара во ништо. Да, гревот е нешто најодвратно. Иноватор на тоа е самиот ѓавол. Но знаете што направил ѓавол? Него патентирал својот производ, па многу го потребува денес. Нажалост. Да. Тоа е со гревот. И да видиме што се случува понатаму. Уште нешто. Ова е за гревот, но има ли решение? Има ли надеж? Ова е најважното вечерот што сакаме, значи да го изнесеме на ова место. Да, се случило тоа. Враќање сега тоа нема надеж. Не може веќе Ева да ја врати својата рака, да го врати плодот таму и да каже не, ништо не се случило. Се случило. Но што сега? Има ли начин? Има ли решение за тоа? Дали Бог седал со скрстени раце и си рекол, па чекајте, јас се обавести, јас ти кажам, ви информирам, а вие не сте ме послушале, па сега би било право. Па би било право кога би бил само законодавец. Ама тој е љубов. Тој е татко наш. Читавме вчера, кои мисли од Библијата ги читавме за Бога. Одамна ми се улоши Господ. И што рече? Те љубам со вечна љубов и постојано ти кажувам милост. Како може Бог, кој што постојано ни кажува милост,
да седи со скрстени раци и да каже снајди се. Не може. Срцето наше татко небесен плаче. И кажува духовен писател, во моментот кога погрешија Адам и Ева, солза потече од окото на нашиот Творець. Ја добро знаеше до кој степен планетата Земја ќе дојде. И што направи нашиот татко небесен, но прво да видиме кои последици од гревот. Значи што гревот како последица донел. Прво, одвојување од Бога. Се одвојува од Бога. Па страх. Направија греф и сега знаете како мало дете дома ќе направи бега, ќе скрши некоја чаша и што ќе направи? Го гледате многу мирен, невообичаено мирен. Го знаете палок, доаѓате дома, некако се стеснал таму на кјош и мирен. И уште не сте го запрашали, да сте го прегрнали, да сте го бакале, а вика братот тоа го направи, сестрата тоа го направи. Нели така? И овие се скриле нашите праведители, страх почнало. Почнало совеста да се буди. Сите овие текстови се запишани во Библијата, се земени од таму, прва Мојсеева 3 глава, 8, па потоа 10 стих. Па понатаму чувство на срам. Ја немале таа светлина што ги окружувало. Да. Кога човек ќе влезе во тој жив песок, можам јас така да го кажам, тоа влече надолу и надоле. И гревот како жив песок го влече човекот надоле и го зема својот данок. И на крајот ги нарушил меѓу човечките односи. Па замислете, најодмилено нешто на Адам во рајот била Ева, како на Ева Адам. Толку се сакале. Не може да без друг. Можам да замислам кога Ева излезе од рацете на Творецот, кога ја создал и кога ја донесе кај Адам. Некој кажал многу интересно, вели Адам прво спиел додека Бог Ева ја создал. И кога се разбудил, кога види Ева, вика повторно падна да спие. Била многу ова. Да, била многу ова и паднал вика. И сега се разбудил повторно. И сега, затоа што многу ја сакал, затоа што многу навистина се восхитувал на нејзината убавина, на карактерот се, нели? Што се случува понатаму кога направиле грев? Почнаме да се префрлуваат вина еден на друг. Тоа ќе го видиме и понатаму преку некои слики, но прашањето централно, што Бог направил кога гревот се појави? Има ли Бог решение? Да, има. Тоа е најрадосна вест. Тоа е централна тема во Светото писмо. Без ова книга би била како и секоја друга книга. Би ни дала информации за тоа како Бог создал, како се паднало во грев и ништо повеќе. Меѓутоа, ова што ќе следи сега, како и после што е напишано од Библијата од тој момент до крај, е радосна вест. Е нешто за што ние треба сите да живееме, да се надеваме. Бог нешто направил што никој тоа не го очекувал. Па дури бил изненаден самиот ѓавол. Ѓавол кога ја облече Ева во грев си рекол, готово е, успеав, победив. Нема сега начин како Бог може мене да нели, да ми стане на пат. Меѓутоа, како што кажува духовен писател, таму каде што ние не гледаме ниту еден излез за нашите проблеми, Бог има илјада да види. Бог има илјада решенија за нашите проблеми. И за овој проблем има решение. Как? Еве го решение. Познато ви ова? Многу болно решение. Трнов венец во главата, клинови во рацете, клинови во нозете, терет страшен, не само физички на грбот, а и длабока болка во срцето. Ќе проучиме во четврток здравиот Господар. Ќе го проучиме животот на Исуса Христа. Причина голема имала што Исус дошол во оваа земја. Ние денеска само ќе навестиме. Вечерите што се пред нас ќе се потрудиме да одговориме на тоа. Да, Исус е решение. Исус, неговата жртва, она што тој го направил, неговото висење на крст тие 6 часа кога бил ни на небо ни на земја, е одговорот на гревот. Да, гревот бара плата, а плата за гревот е смртта. Само гревот се долго со смрт. И си рекол по себе ѓаволот, ќе умре Адам, ќе умре Ева и јас за Господара. Меѓутоа Бог има решение. И ајде да видиме како, што Бог направил. 4 работи на крајот ги спомнуваме, што Бог ги превзел кога се појавил гревот. Прва работа, прва Мојсеева 3 глава,
9 стих, пишува дека Бог превзел иницијатива. Што тоа значи? Адам и Ева погрешили, се скриле таму некаде на страна. И дошол Бог в небото. Им се приближи до татко и почнал ги повикува: Адаме, Адаме, каде си? Каде си? Што тоа ви кажува за Господа? За мене много. Много пријатна слика. Тажна слика. Jer prethodниот ден Бог имал обичај да секој попладне така доаѓа и да седи тука заедно со првите наши родители, да седи да разговара со нив. Тоа рече ти сознанијата. А сега доаѓа и го нема Адам на тоа место, ја нема Ева на тоа место. Ги бара. Каде си? Бог превзел иницијатива. Да, ние не заслужуваме ништо, али Бог не сака. И затоа што не сака, тој не може да гледа како ти и јас фатиме. И тој секогаш прв ни пружа рака. И затоа да познатите текстови во Новиот Завет во Евангелијата, ево Лука 19:10 вели: Синот човечки дошол, слегол од небото, да го бара и да го најде она што е изгубено. Нажалост, после гревот, ние се изгубивме. Али радосна вест е да Господ превзел нешто, да не врати од нашата изгубеност. Да, две вести се тука многу важни. Една е лоша, една е радосна. Лошата дека е гревот навлегол во планетата Земја и нашата планета Земја 100% постанала заразна. Но радосна вест е дека Бог во таа заразна планета, да кажам, од грев, има решение. А решението е тој. Тој оди, тој бара, тој нуди рака, тој имам ја за тебе план. Само да го прифатиш. Тоа е првата работа, Бог превзема иницијатива. Втора работа, многу важна. Веднаш по паѓањето во грев, Господ даде ветување за што? За спасител. Бог дал ветување за спасител. А знаете кој е тоа ветување? Еве. И рече: ќе поставам непријателство помеѓу тебе, вели на ѓаволот, и на жената, меѓу твоето потомство и незиното потомство. Пазете, ајде ова да го објаснам. Кога Бог го создал човекот бил пријател на Бога, а не пријател на ѓаволот. Но кога човекот направил грев, овие две работи се промени. Нажалост. Човекот, слушајќи го ѓаволот, постанал негов пријател, а не пријател на Бога. И сега Бог знае дека остане во таква ситуација, нема шанса човекот да излезе од својата незавидна ситуација. И Бог нуди решение. Бог дава повторно прилика да биде наш пријател. Велеме ставам непријателство повторно помеѓу тебе и него. Помеѓу жената, нели така? Символот на поколението што ќе дојде. Како и потомците на непријателот што ќе бидат. Но вели ќе дојде време кога од жената ќе се роди еден. Мислам на Исус Христос, кој што ќе дојде на овој свет, ќе живее како што видовме на претходните слики и ќе умре, ќе даде својот живот за нас. И на тој начин што ќе умре, ќе стои на главата на змијата. А таа ќе окасне за пета, вели. Ќе му нанесе болка, проблеми, страдање, ќе го донесе пред крст. Ама Исус ќе победи. И Исус победи. Пред 3000 години Исус победи. Во тој момент беше дадено ветување. Овие зборови кога Адам и Ева ги слушнале, тоа за нив било, знаете што? Радосна вест, евангелие. Тоа значи евангелие, радосна вест. Тие мислеле сега готови сме ние, немаме начин да излеземе од својата положба. Но овие зборови на нашиот Творец им дале надеж. Бог ветил спасител. Трета работа, предпоследна што сакам да ја кажам. Бог ја кажал вистината за гревот. Еве ги последиците на гревот. Прва работа. На жената рече: со мака ќе раѓаш што? Деца. Трета глава 16. 7 последици на гревот. Понатаму, земјата да е проклета од тебе. Трета работа. Со мака од неја ќе се храниш. Четврто, трни и коров ќе ти раѓа. Пето, со пот на лицето свое ќе јадеш леб. Шесто, предпоследно, Бог ги трне од каде? Од рајот. И седма работа што е? Смртта. Некој направил на многу споредба што сакам накратко да ја видиме сега. 7 зборчини. 7 последици од гревот. Прво е болката,
со мака ќе радиш, нели така? Понатаму проклетството, па напорот, трњето, пота, одвојувањето и смртта. 7 последици на гревот. Во Светото писмо постои само уште еден извештај, каде што сите овие 7 последици од гревот се присутни. А знаете каде е тоа? Во извештајот за Христовата смрт. Сите 7 последици на гревот Исус ги поднел во својот живот. Има ли Исус болка на крстот? Имал болка, нели така? Понатаму, на Ева беше речено со мака ќе раѓаш, болка ќе имаш. Исус болка имал во своето срце. Нели така? Проклетство. Земјата ќе биде проклета, им кажа Бог на нашите прародители. А пишу оне што виси на дрво е проклет. Исус го зел проклетството наше пред себе. Нема за тоа што ќе биде со него. Само ти и јас да бидеме сретни и сигурни. Понатаму, со напор ќе се храниш од земјата, им рече Бог на нашите прародители. А има ли напор Исус во тие 6 часа кога бил ни на небо ни на земја? И тоа голем. Извештаите кажуваат не можел слободно да дише. За да можел да дише, тој мора да земе воздух. Не подносливи болки чувствувал, само за малце да дише. Да. Понатаму, трни и коронки ти раѓа, вели. А Исус носел трни на својата глава. Нели така? Понатаму, со пот ќе се храниш од неја. А Исус капки и крв, како пот, течеле од неговата глава. Нашите прародители биле одвоени од Едемската градина. А Исус бил одвоен од својот татко. Во една прилика, од тие 7 збора што се ги каже на крстот, ќе каже во една прилика: Боже мој, зошто си ме оставил? За да тебе и мене не спаси. И на крајот, Адам и Ева ќе починале. И починале. Исус почина. Да. Ова е Евангелие, ова е радосна вест. Ова Исус го направил за тебе. Ова Исус го направил за мене. Ова е нешто најдрагоцено. Без ова Библијата би била како и секоја друга книга. Ова и дава на Библијата сосема друго мислење и друго значење. И четврта работа, Бог се погрижил за замена. Во тој момент Бог рече: да, вие сте грешни, вие сте направили грех, треба да умрете, плата за грехот е смртта. Но ви даваме тување, ќе дојде Спасител, кој што на себе ќе ги земе сите тие последици од гревот. Но до тој момент, додека тој не дојде, вие ќе принесувате крвна жртва. И во Стариот Завет, секој што грешил, принесувал крвна жртва. Со тоа што принесувал крвна жртва, верувал дека еден ден небесното јавно ќе умре за него и неговиот грех ќе биде опростен. И кога Исус умрел на крстот, сите тие крвни жртви биле завршени. Тоа е наша жртва. И ние слободно можеме денеска да дојдеме кај него, да му се молиме и да го прифатиме за наш Спасител и за нас Откупител. Тоа го пише во 1 Мојсеева 3 глава 21 стих и 1 Петрова 3 глава 18 стих. Еве завршувам со илустрација на крајот на ова проучување. Вие знаете, кога се има некој такмица, кошарка или фудбал, има тренер, нели така, кој што ја води таа екипа. И обично, освен они играчи што играат внатре, има ли уште играчи тука во резерва? Има, нели така. И што се случува од време на време? Некој играч ќе влезе од клупата, а еден што? Ќе излезе, нели така? Тоа е замена. И може би твојата екипа губи со некој резултат. Но таа замена што ќе дојде сега, тоа е освежување. Ќе влезе, ќе постигне гол или ќе даде одреден број на кошеви. И замислете се случува тој резервниот да ја реши што? Целата такмица. И знаете што е интересно сега? Дали со тоа што тој влегол сега му помогнал само на оно што излегол или на сите во тимот? На сите во тимот. Тој е тим. Не ли така? Тоа е многу важна работа. Со тоа што ќе победи. Целиот тим има корист или благослов или победа. Да. Ние како луѓе сме виновни пред Бога. Сите сме го изгубили над преварот. Но единствено со вера можеме да се прифатиме за Христа, кој што победил. Со неговото влегување во оваа наша планета дошол да не замени нас, да го завземе нашето, твоето и моето место, да умре за тебе и за мене, за да може да извојуваме победа. Еве завршувам
со тој познат текстовен духовен писател, кој што ни вели следното. Со Христа се постапуваше онака како што ние заслужуваме. Беше осуден заради нашите гревови во кои немаше удел, за да ние бидеме оправдани со неговата правда во која немаме удел. Претрпел смрт која беше наша, за да можеме да примиме живот кој бил негов. Со неговата рана ние си целивме. Драги мои пријатели, ова е радосна вест. Да, тажна вест, жална вест е дека дошло зло на ова земја, дека нашата планета била центар на самата бора помеѓу доброто и злото. Да, почнале страдањата, почнале неволите, почнале болестите. Смрт е присутна тука, но има и ветување за Спасител. Има и радосна вест, има некој што дал свој живот. И тој што дал свој живот не повикува. Теби мене, дојдете кај мене, такви какви што сте. И јас ќе одам одмора. Ќе одговориме ли на овој повик? Господ нека ни помогне да нашиот одговор биде позитивен. Благодарам. Krishna